Колумбија. Оваа земја била дестинација каде актерката сега осомничена за логистика во криумчарење на 700 килограми кокаин, го однела драмскиот театар во времето кога била директорка од 2004 до 2006 година. Од толку многу европски театри и фестивали во светот, зошто токму Колумбија, односно земјата позната како наркорајот, коментираат незини колеги и новинари, кои од денешна перспектива се присетуваат на таа случка. Има ли ова било каква врска со сегашната ситуација во која се најде Стојановска, секако работа на надлежните институции? Од матичната установа на Стојановска досега нема реакција откако се откри скандалот со криумчарењето на дрога. Алфа се обиде директно таму да дојдеме до одговор, но вратите на Драмски беа заклучени. Ке продолжи ли работниот однос на нивната актерка по скандалот со наркобандата? Не одговори ниту на СМС пораките, веде директорката Катерина Коцавска. Во истиот театар работи и незината ќерка Јана Стојановска, која моментално, според пишувањата на медиумите, живее во Романија, заради работните обврски на незиниот сопруг. Но каков е незиниот работен однос со Драмски, исто така не добивме одговор. Другата ќерка на притворената актерка работи во Македонскиот народен театар, откаде потврдија дека Ана доаѓа на работа и е редовно вработена. Инаку Силвија Стојановска беше меѓу најгласните поддржувачи на шарената револуција. Тогаш револтирано говореше дека минатата власт ги принудува граѓаните да бегаат од државата. Јас не знам што треба да направам. Треба да побарам азил некаде во некоја друга земја, да ги повикам сите овие луѓе да побараме заеднички масовен азил. Сега Стојановска се наоѓа во 30-дневен домашен притвор, откако американската ДЕА со шпанската и македонската полиција ја расплета мрежата на наркобизнисот на 6-члената група која требало да наплати 20 милиони евра од продажбата на дрогата. Актерката Силвија Стојановска е осомничена дека била помагач на незиниот сопруг Војслав Будисављевиќ, кој според истрагата е мозокот на меѓународниот транспорт на дрога. Стојановска е осомничена дека работела по ингеренции на незиниот сопруг, кој имал забрана за патување во земјите на Европската унија. Како дел од мрежата бил и братот на Будисављевиќ, државјанин на Белгија.